Добар ден, криптоентузијасти. Денес, како и во секоја среда, разговараме за ситуацијата на криптопазарот, прегледано преку Биткоин чартот. Со тоа што денес ќе почнеме малку поинаку, односно ќе поразговараме прво на DXY индексот, затоа што истиот, како што знаеме и самите, е противвредност на Биткоин, односно во денешно време поголемиот дел од луѓето кои што тргуваат било како и гледаат сите овие криптовалути изразени преку вредноста на доларот. Затоа е најдобро да се почне преку доларската вредност и да видиме каде моментално се наоѓа истата на макро ниво па до дневно ниво и да видиме како истото верувам дека ќе се одрази во следните денови на криптопазарот. Значи, гледате дека уште од самиот почеток на оваа валута имаме надолно движење во канал на истата, со тоа што моментално се наоѓаме скоро во горниот дел од овој канал, што практично моменталната вредност кај што се наоѓаме на ова би било негде до 118. Значи, за оние кои што не ги следи нашите претходни анализи, DXY е уствари вредност на доларот изразена во спротиввредност на петте најдобри и петте најјаки валути во светот, а тоа се кинескиот јуен, рублјата, еврото и јенот на Јапонија и искрено не знам која е петата, со тоа што значи противвредноста на доларот ни покажува уствари колку истиот е јак во светот, односно колку неговата вредност е практично сама валутата на самиот индекс 106 уствари колку самата вредност е јака во спротиввредност на оние 5 за кои што веќе спомнавме. Со тоа што, како што рековме, цената паѓа во овој канал надолу и најчесто овие масовни паѓања уствари представуваат булран за се останато, како што се берзите, како што се обврзниците и слично. Та со тоа и криптопазарот нормално. Со тоа што во оваа ситуација, значи моментално, каде што се наоѓаме, само на макро ниво да видите и сами, значи вредноста на доларот се наоѓа во ова бело поле, кое што како такво потекнува уште од 2002 година, со тоа што ова е на некој начин крајот на .com бабалот и почетокот на оној масивен булран на Nasdaq, за кој што разговаравме вчера, доколку гледавте видеото кое што го објавивме вчера. Значи ќе се вратиме на Nasdaq за да видите зашто станува збор, но или од 1999 година ова месечно ниво беше претходната пречка која што не можеше да помине цената, вредноста на DXY индексот, која што ја помина и сега моментално се наоѓа во средината на ова поле кое што е од 2002 година. Ова единствена нагорна свеќе практично во овој цел пат. Значи затоа истата ни представува, како што можеме да видиме, еве ги се вратиме на неделно ниво, каде што е многу појасно, затоа што ова е претежно микроанализа, оно што го гледаме во моментов. Значи, ако се сеќавате оно што веќе го анализиравме, гледате, цената се наоѓа точно во средината на овој практично ова поле на отпор, со тоа што следна граница, најгорна граница не била 109, што јас верувам дека тоа би била максимална граница која што може да добие индексот пред да почне ФЕД да ги намалува каматните стапки, со тоа што ќе се намали инфлацијата, а во исто време ќе дојде до масивен на некој начин колапс на самата економија, како во Америка, така и во светот. Тоа моментално и се случува. Значи оваа рецесија, потоа можеме да очекуваме наскоро и намалување на практично да немаме можност за работа, односно да имаме голема невработеност и со тоа дополнително да не заборавиме и за самата криза која што не чека во однос на прехранбени продукти. Сето ова се ствари кои што ќе допринесат институциите како ФЕД да мора да престанат со ваков тип на каматни стапки и да почнат повторно да принтаат пари, а со тоа да се вратиме на истата ситуација од претходно, односно да се намалува фактички вредноста на доларот со тоа што ќе се принтаат многу пари, да дојде до заблување на овој индекс, а со тоа да почне да се повраќа како криптопазарот, така и останатите пазари, берзански и слично, со тоа што значи, ако се вратиме на дневно ниво, гледате, на неделно ниво веќе имаме уште еден скок. Гледате, значи имавме, се очекуваше пад, тоа не се случи, нормално имаме уште еден скок, тоа што, значи, на неделно ниво, вредноста моментално на RSI е 74, што значи дека само што испаднала во препродадено, oversold, но има уште многу да се движи нагоре, доколку има простор за движење на самата цена нагоре, додека сток RSI ни е на 45. Имаме масивен моментум нагоре, гледаме дека
сигналната и базичната линија се доста раздалечени, VWAP е над нулата, со тоа што имаме масивен простор за, гледате, претходниот бран стаса до 17 вредност, а моментално се наоѓа на вредност од само 3. Значи гледате дека и money flow се е буквално позитивна насока и верувам дека тоа и ќе се одрази и понатаму. Да се вратиме на дневно ниво, каде што можеме многу појасно да ги видиме овие работи. Значи на дневно ниво прво мораме да се вратиме малку назад да видиме од каде се тоа потекнува. Значи сеќавате овој пајачки триаголник кој што кажавме дека ќе се скрши нагоре, голема е веројатноста тоа и се случи. Значи оваа граница која што добивме, оваа мерка која што добивме, уствари практично предходниот all-time high во локален all-time high на доларот, што и се случи, значи гледате овде дека проби, доби уште една корекција надолу, со тоа што моментално, барем тоа е моја анализа, верувам дека ова движење нагоре на DXY е така речено канал. Значи јас верувам дека ова цена во случај, мислам вредноста на DXY би требало да дојде барем до горната страна на овој канал кој што е представен од ова вредност која што ја добивме од паѓачкиот триаголник, со тоа што, значи, од паѓачкиот триаголник до оваа корекција, затоа што како што сеќавате направивме предходен, доколку сте гледале моите анализи, предходната мерка на Фибоначи беше 50% ретракција до овој момент, со тоа што од овој момент нагоре имаме, нели, првата мета би била на горната граница од ова поле на отпор, кое што видовме од каде потекнува, нели, негде околу 107, кое што скоро па не сме го допрали. Со тоа што ова го најавме во претходната анализа, овој не е ни паѓачки, не е ни растечки триаголник, туку е, нели, на некој начин хоризонтален, што кога се случува хоризонтален триаголник, не знаеме дали би се пробил нагоре или надолу, истиот беше пробиен нагоре. Ако се сеќавате, оваа мета ја ставивме претходната анализа и гледате што се случи. Значи точно оваа мета која што ја предвидовме од овој триаголник, буквално беше допрена, со тоа што имаме мало повлекување на цената надолу, но не забравяйте, она е тоа што ви го кажавме дека многу од луѓето знаат да ја најдат истата оваа мета која што ја најдевме и ние, и затоа истите знаат пред време да го повлече свој профит, со тоа и дојдовме до овој момент што цената не успеа да стаса во метата, но не гледајте. Значи е многу блиску до првата мета која што ни е на Фибоначи секвенцата нагоре, како и до горната граница на самото поле на отпор и полека се приближува и до горната граница на овој потенцијален канал. Значи ќе видиме дали тоа ќе се оствари, но како што гледаме, самиот DXY има голем нагорен потек, значи затоа и чекаме до среда, како и секогаш. Поентата е што понеделник најчесто ние сме касно за да ги видиме како ќе се отворат маркетите во Америка, она што веќе го разговаравме, што значи дека мораме да почекаме маркетите да бидат отворени во понеделник вечер, потоа да почекаме како истите ќе изреагираат до вторник сабајле, со тоа што мене буквално ми иде на некој начин во моето работно време да можам да разгледам како реагираат во вторник навечер пазарите. Прво, како што е DXY индексот, така и двата најголеми индекси на берзи, односно SPY, S&P 500 и Nasdaq индексот, кој што ги следиме заедно со практично овие три, заедно со DXY ни представуваат своевиден паралелен свет со крипто, затоа што DXY во противвредност на SPY и Nasdaq, исто така, и како што рековме, се додека имаме масовно дигање на овој индекс нагоре, на DXY индексот, ќе имаме и падење како на SPY, така и на биткоин вредноста надолу, со тоа што ова се случи не пред неполни 2 часа, 3 часа. Значи овој масовен скок на индексот на DXY е на некој начин буквално одложено дејство на оваа 0,75% каматна стапка која што ја добивме на 15 јуни. Значи, она е тоа што ви го кажам, гледате и овдека. Му требаше малку време да почне, но неколку дена подоцна, значи претходниот пат беше од 4 мај па се до 13 мај му беше потребно да го добие врвот. Овдека малку подолго, колку што гледам, би било, отприлика сме половина месец и повеќе, значи 20 дена после тоа, и гледаме дека се уште цената оди нагоре. Со тоа што не заборавајте, колку повеќе се ставаат поголеми и поголеми каматни стапки, толку целосната каматна стапка се зголемува
значи ова се додава на претходната каматна стапка и со тоа се повеќе и повеќе има поголем ефект. Затоа и гледаме дека тоа и се случува моментално, затоа и верувам дека се уште ги имаме, се додека не добиеме момент каде што Фед, односно Федералната резерва на Америка ќе каже конечно дека нема веќе да додава проценти или ќе го намали барем процентот, веруваме дека се уште ќе имаме пад на цените како на криптопазарот, така и на традиционалните пазари, односно брзанските пазари, со тоа што кратко ќе се осврнеме и таму. Како што рековме, SPY ние оно што претежно го анализираме, нели, чисто за да имаме некоја паралелна верзија да видиме што се случува на брзанските индекси. Значи гледате, имаме втор обид за цената да се придвижи нагоре во оваа корекција, со тоа што значи, јас мислам дека ова ќе биде неуспешно со оглед на фактот што видовме колку доларскиот индекс порасна за многу брзо време. Кога би се вратиле назад, чисто да видиме од каде се тоа потекнува, ќе се вратиме на неделно ниво, многу е јасна сликата на неделно ниво. Значи, се сеќавате, ова е фактички целиот моментално последен дел од булранот на S&P 500, односно најдобрите 500 компании во Америка. Значи, гледате дека ова е целосниот булран кој што потекнува уште од 2020 година, паралелно со крипто пазарот, со тоа што моментално се наоѓаме негде околу нивото на 0,382, односно 38% од Фибоначи ретракцијата надолу, со тоа што корекција е, да речеме. Со тоа што јас верувам, значи како што рековме неколку пати до сега, дека очекуваме брзанскиот индекс на S&P 500, односно SPY, да падне барем до 0,5% во тековните, значи ова се желтите линии, се тековните состаноци на Фед, со тоа што ќе дојде до ова ниво кој што очекуваме да биде практично акумулационен период на S&P 500, оној кој што тргува берзи нормално, и негде над овој канал, значи затоа што ова нема да падне директно, ќе падне или постепено, негде над овој канал кој што уствари претходно представува солидна поддршка за целиот овој булран уште од 2001 година од .com bubble. Гледате, значи цената се движи во или над самиот, значи затоа верувам дека ќе продолжи и понатаму. Значи ова беше за да видите на макро ниво каде се наоѓаме, но доколку се придвижиме на дневно ниво ќе видиме како стои моментално ситуацијата. Гледаме дека не е успешни, значи сите обиди за пробивање на практично на некој начин ова права нагоре се неуспешни и гледаме дека имаме постојано паѓање на цената под истата, иако нели до сега два пати се задржува, два пати успеа да добие корекција нагоре. Значи гледаме дека ова е на некој начин оној гап кој што моментално цената го исполни и сега истиот представува отпор. Гледате. Значи ова е гапот кој што претходно беше создаден со овој масивен пад во 13 јуни, односно пред самиот рейт хајк, и моментално цената го исполни и нели нормално после исполнување на гап што се случува, цената продолжува во исправец надолу, со тоа што следна мета на Фибоначи секвенцата од последниот сегмент би била, значи зборам на дневно ниво овој пат, овде, односно тоа би било точно во полето на 0,5%, жолтото поле во кое што очекуваме да падне самата цена на S&P 500 индексот. Не заборавајте дека ова не значи ќе се случи во следните две свеки, тоа може да потрае, затоа што нели оваков тип на големи движења, значи иако знаеме прилика каде се движат, повторно и потребно е големо време за истите да се реализираат. Значи не заборавајте никогаш, затоа и велиме дека нашите анализи не може да очекувате дека во текот на денот ќе се случат. Некогаш можеби, да, доколку согледаме некои макроелементи кои што во брз момент ќе се случат, нешто наскоро. Значи да, како што се например еве rate hikes, оно што ви го кажаме, тоа и се случи. После секој rate hike очекуваме пад на цената на брзанските индекси и раст на вредноста на DXY индексот. Значи тоа е тоа. Тоа е непобидно, но генерално на неделно, на дневно ниво, па и на месечно ниво, потребно е солидно време за да видиме остварување на оно што гледаме на чартовите, затоа што не заборавајте, значи на месечно ниво една свеќа представува еден месец. Значи потребни се неколку за да видиме дали се движи во правецот во кој што очекуваме. Сега, тоа беше накратко за DXY и S&P 500 индексите. Значи доколку го погледнеме Насдак е практично слично на тоа, затоа и нема да го правиме тоа. Сега ќе се придвижиме на биткоин. Значи како гледате, тоа е проблемот со самите чартови, дека потребно е доста време за да можеме да ги видиме сите сегменти и да видиме каде се движи моментално цената.
Значи потребни се дури овие дополнителни чартови за да можеме да видиме дека навистина сме управо. Дека она што ви кажуваме на каналов не е само затоа што ние така мислиме, туку затоа што сите оние дополнителни алетки кои што ги користиме ни кажуваат дека тоа е така. Сега, имаме локално дно, затоа и реков дека ова долната граница на Болинџер бендот, која што не сме допрале ако си гледате нашите претходни анализи, уште од пред булранот в 2017 година, че гледате, не сме ни близко до долната граница на Болинџер бендот, че ова прв пат го допираме после практично 5 години и повеќе, со тоа што овој допир, нели, вроди практично корекција нагоре до 20.000, каде што моментално нема доволно интерес за да може цената да пробие, односно луѓето не купуваат во оваа ситуација, затоа и веруваме дека цената ќе се задржи некој време овде, но можно е да имаме поголема корекција на Болинџер бендот надолу до оние 15.000 кои што очекуваме дека ќе бидат можеби дното на самата корекција во овој bear market, со тоа што мораме да разгледаме некои работи кои што се многу уникатни, како што рековме и сами претходно, значи самиот RSI никогаш не бил волку низок, значи гледате во претходните два булрана bear market, извинете, во претходните две маркети имаме 44 и 44. Овдека веќе сме на, значи добивме некоја минимална вредност од 41,5, што е прв пат во историјата на биткоин генерално за RSI. Гледаме дека на месечно ниво имаме целосен пат на бранот на моментум, движењето односно, со тоа што сигналната и базичната линија се доста разделечени, значи VWAP е далеку под нулата, иако имаме корекција, но истата се уште не е реализирана, затоа што мораме да видиме масовно движење на истиот нагоре, а тоа не верувам дека ќе случи наскоро. Значи гледаме дека money flow полека постојано се прибира надолу кон нулата. Значи тоа е генерално на месечно ниво во однос на овие индикатори. Да се вратиме на неделно ниво, да видиме што има таму. Значи на неделно ниво се уште сме под овој тренд, кој што не држи уште од претходната голема корекција во 28 март. Значи онаа корекција која што мислеа дека ќе биде повторен булран, но тоа не се случи. Значи ова е она поле за кое што нема ни потреба да разговараме сега, далеко е од да стасаме до истото како отпор. Значи моментално се движиме на долната граница на Болинџер бендот, повторно дури на неделно ниво. Иако имаме зелени точки, значи имаме конечно зелена точка, не заборавајте дека ова е трета. Значи имавме една, две, ова е трета зелена точка која што не се оствари поради тоа што имавме лоши вести и цената продолжи да се движи надолу, што значи дека оваа зелена точка ќе можеме да разговараме дека се остварила кога ќе заврши оваа недела. Значи доколку оваа недела заврши и немаме дополнителен пат на биткоин надолу, значи мораме да почекаме до крајот на оваа недела да видиме дали овие две зелени точки ќе се остварат, а доколку тоа се случи, тогаш можеме да разговараме за потенцијална корекција подлабока нагоре. Со тоа што гледаме дека имаме заоблување и на RSI и на сток RSI, но тоа може многу лесно да се промени надолу, но на неделно ниво тоа е добар знак. Гледаме дека и VWAP е нагоре над нулата, како и money flow конечно заоблува. Но повторно, значи не заборавајте дека се наоѓаме во bear market. Тоа може многу лесно да се случи, да се смени и да трне надоле, со тоа што повторно реков. Ваков тип на точки се неверодостојни додека не видиме конечно, значи ја гледате како овде. Че мораме да видиме дека сме завршиле оваа недела, па да можеме да се надеваме дека ќе имаме корекција нагоре. Затоа што, како што се сеќава, ако сте ги гледале моите анализи, че ние во овие два случаи имавме зелена точка, во, да речем, тие 2-3 дена, но потоа зашто цената падна надолу, самата зелена точка не се оствари и ја нема на овој чарт. Значи тоа е многу едноставно, се случува многу често. Да се вратиме и на дневно ниво да видиме што имаме на овие индикатори. Сега, на дневно ниво сакам да предупредам затоа што значи моментално добивме така речено дупло дно. Она што го нарекуваат дупло дно, јас не верувам дека е затоа што имавме, значи оваа сенка е многу подлабока од претходната. За мене дупло дно би било кога истите на исто место би допреле. Значи доколку ова падна до претходниот лоу овдека, тоа би било дупло дно. Но за некои луѓе, зависи, че секој имаме различен начин како тоа го определуваат, нормално според своето искуство на пазарот. Значи некои луѓе ги земаат днота, практично дното на свеките. Во оваа ситуација доколку е тоа, значи гледаме дека моментално имаме некое логично дупло дно, значи имаме едно, две. Значи ова се фактички овие две дупли дна,
кои што ни се потребни за да можеме да добиеме таа формација W за која што разговаравме во нашите видеа. Доколку не сте погледнале, вратете се назад низ видеата и ќе најдете многу едноставно. Со тоа што доколку допреме до W дно, значи можеме да очекуваме раст на, значи за да формираме целосната W формација, значи раст на цената нагоре, барем до во случајов барем до ова поле кое што е единственото, значи гледате од овој падјачки циклус на цената надолу, значи имаме само една свеќа која што е спротивна, доколку сте и гледале повторно или нормално нашите анализи, знаете што станува збор. Значи оваа свеќа ни представува реон на отпор или потпора, со тоа што овдека е отпор, затоа што е под истата. Значи дека цената кога би допрела овде би дошла до жесток отпор, негде од 22.000 до 22.600. Значи ако успееме да го пробиеме овој триаголник овде, значи верувам дека цената би се придвижила барем до ова поле, кое што уствари представува отпор во ситуацијата, но поентата е што се наоѓаме во bull market, затоа и ваков тип на скокови да се случат не се толку веродостојни, затоа што гледате. Значи вчера имавме обид за пробив нагоре, што се случи? Не одби, се врати скоро дури до долниот дел на Болинџер бендот. Сега повторно имаме обид за пробив, сега. Или ова, значи имаме две опции на евентуално вртење на цената нагоре, затоа што на дневно, како што можеме да видиме, сме веќе oversold. Но на неделно ниво имаме масивен потенцијал за движење на цената нагоре. На дневно 100 RSI е веќе на 100. RSI, добро, не е oversold, но се движи нагоре, сега е моментално на 38. Пред добивме oversold. Имаме, гледате, две последователни, значи булиш диверзии, со тоа што истите доколку се остварат би требало да вродат со, нели, плод на движење на цената нагоре, оно што веќе го разговаравме. Сега само овдека да ви покажам уште еднаш, гледате. Значи ова е тоа што сакам да ви кажам преска околу зелената точка. Значи зелената точка мора да биде остварена барем еден ден подоцна, да очекуваме дека ќе има движење нагоре, доколку истите да се задржи. Значи гледате имаме многу како две. Така. Оваа ситуација затоа што истите да се задржи, да гледате што се случува. Значи од моментот на зелената точка веќе имаме уште две свеќи нагорно движење, кога веќе сме утврдиле зелената точка. Претходно исто и овде. Значи кога зелената точка успеала да се задржи барем еден ден потоа, сме добиле движење на цената нагоре. Со тоа што, значи рековме имаме две формации. Едната е овој потенцијален триаголник, кој што доколку би се остварил, рековме, ако утврдиме, значи од најдолната точка по прав агол до горната страна на овој триаголник, значи би очекувале доколку истиот биде пробиен нагоре, па и голема, значи, нели, ова е голема мета, зборуваме до 25.000, што би било 0,5% корекција од горната страна од почетокот на овој пад, значи од овде. Почетокот на овој пад кој што започна уште во 31 мај, значи доколку добиеме таква корекција би се вратиле негде околу 50% од ова, значи од овој Фибоначи корекција нагоре, пред да продолжиме да се движиме надолу. Значи гледате, и корекцијата би се вратила приближно до овој пајачки тренд кој што го видовме на неделно ниво. Значи знам дека малку се комплицирани чартовите, но ако мене ме прашувате, подобро е да се научите да ги следите овие комплицирани чартови, значи подобро е за вас. Знам дека се малку комплицирани со оглед на фактот дека имаме многу индикатори во предвид, но не заборавајте дека, значи ова е како книга. Кога ги гледате овие индикатори, треба на некој начин да ја земете оваа хармонија во предвид со сите овие индикатори заедно, затоа што доколку не ги гледате сите заедно, не може да видите каде истите се преклопуваат. Ме разбирате? Значи, она што сакам да ви го кажам е дека кога ги гледаме, на пример, Болинџер бендот, истиот гледаме дека се преклопува со ова сигнална линија на VPVR. Во исто време се поклопува, значи, горната страна блиску до ова поле на отпор кое што моментално се наоѓа овде. Значи, сакам да кажам, сите овие работи заедно ни помагаат да видиме на хармонија на движење на цената. Затоа јас барем лично верувам дека е многу подобро да ги гледате овие. Знам дека некогаш да имате 200, затоа гледате дека имаме повеќе чартови каде што имаме повеќе различни индикатори кои што ги гледаме, со цел да не добие до комплетно пренатрупување на самата скица која што ја гледаме, значи овој чарт, и на тој начин да не добиеме добри резултати. Но во оваа ситуација гледате дека, значи, сите овие работи заедно ни даваат една слика која што нема да биде видлива ако ги гледаме еден по еден. Значи нема да може да видите каде се преклопуваат. Сега, затоа и реков дека потенцијално е првиот овој триаголникот, додека втор потенцијална мета
односно формација би била овој канал. Значи мораме да видиме како цената сама по себе ќе покаже. Значи доколку пробие нагоре и истата се задржи на горната граница од овој канал, што би кореспондирала со ова поле на отпор од ова свеќе кое што е во обратен правец, на некој начин би ни покажало дека ќе станува збор за канал, додека ако пробие нагоре над каналот, тогаш веќе станува збор за ова триаголна формација, со тоа што, значи ова е потенцијално доколку добиеме масовно движење на цената нагоре, но значи тоа е потенцијално, затоа што денеска во последниот 2 часа, она што го видовме од DXY индексот, ова не ни покажува дека тоа е генерално во голема веројатност, затоа што имаме масовно движење на DXY индексот нагоре, што е забрзано од овие rate hikes кои што се случуваат од страна на Фед. Затоа и ова е варијанта која што е помалку веројатно, но доколку се случи сакам да ви кажам кои се вашите мети, односно тоа би било горната граница на овој канал, тоа е негде околу 22.500, што е генерално изводливо, и ова е поневеројатната која што би била не приближува негде блиску до овој пајачки пат на неделно ниво, околу негде 24 до 25.000, односно 50% Фибоначи корекцијата нагоре. Сега, тоа е само доколку, значи, тоа е доброто сценарио, додека лошото сценарио би било дека иако цената би продолжила нагоре, истата, значи ова е најлошото сценарио кое што може да го видиме моментално, е дека VPVR од самиот по себе гледаме дека моментално е огромен блок кој што ја држи цената под сигналната линија, а и под огледат. Значи, овој обем на трансакции кој што се случува овде, ни покажува дека трговците имаат најчесто тргувано во овој сегмент и дека истото ќе продолжи и понатаму, што значи дека во оваа ситуација очекуваме да продаваат овде. Значи, доколку тоа продолжи, ќе очекуваме паѓање на цената и понатаму надоле, под оваа линија која што ни е моментално тренд линија од овој хај во 14 јуни, па надолу, со тоа што доколку тоа се случи, ќе очекуваме и понатамошна капитулација на цената надолу, оно што веќе го спомнавме во претходното видео, што мене ми е поверојатно. Со тоа што колку повеќе се стеснува Болинџер бендот, тоа е уште поголем, значи гледате, од вакво проширување кое што го имаме во претходниот период, значи гледате, секогаш кога ќе се стесни Болинџер бендот, имаме масовно движење во една или во друга насока. Со тоа што доколку се повратиме нагоре, нели во bear market можеме да очекуваме, гледате, стеснување, имаме масовно паѓање на цената надолу. Значи секогаш кога ќе имаме стеснување на грлото на Болинџер бендот, очекуваме масовно движење на цената во еден или во друг правец, со тоа што самиот bear market ни покажува во кој правец е поверојатно дека ќе очекуваме падот на, во случај ќе очекуваме пад на цената на биткоин, затоа што ова ниво од 0,2 на Фибоначи секвенца да се покаже како доста цврсто, и истото може конечно ако не првиот пат, вториот пат да одбие цената и да продолжи надолу до она 15.000 кое што би верувале дека е потенцијално дно. Сега ќе ви кажеме зошто. Значи ќе се придвижиме на втората, на вториот чарт, оној кој што ќе поседува Forex, Bollinger, извинете, Bull Market Band Support и слично. Со тоа што ако се сеќавате, веќе ви покажавме дека ова потекнува од ова bear flag формација. Значи, само момент, да. Значи, како што рековме, bear flag формацијата од претходниот all time high, која што овдека би било, значи, самото знаме, ова би било јарболот, нели, рековме дека истиот се пренесува на другата страна на знамето, надолу да видиме која би била потенцијалната мета. Значи, гледаме дека потенцијалната мета ни е негде околу 14.000, значи тоа е минималната вредност која што може да добие, доколку успее да стаса таму, со тоа што да не заборавиме дека, значи, ова е од оваа формација, но како што знаеме и секогаш не значи дека целосно ќе биде исполнета, со тоа што да не заборавиме дека тоа за да се случи треба да помине цената под оваа вредност од 16.800 која што е 300 неделната средна вредност, се наоѓаме помеѓу 200 и 300 неделната средна вредност на биткоин. Со тоа што во оваа ситуација јас верувам дека голема е веројатноста да добиеме акумулационо поле пред да успее да пробие цената нагоре до она поле каде што очекуваме да се наоѓа во најголемиот дел од bear маркетот, затоа што bear маркетот веруваме дека ќе трае барем уште година дена од сега до една година пред халвингот, а тоа е во мај 2023 година, со тоа што значи и 200 и 300 неделната средна вредност на биткоин постепено се движат нагоре. А кога тоа се случува, веруваме дека и цената со истите ќе се придвижи нагоре во своевидно
искривено движење, да речеме, нагоре-надолу, но веруваме дека голема веројатност да имаме акумулационо поле помеѓу овие две средни вредности на цената на биткоин на неделно ниво, со тоа што и двете се многу јаки граници на цената. Доколку се вратиме наназад, можеме да видиме дека 200 неделната средна вредност, иако сме ја спомнале ово многу пати, значи секогаш ќе го спомнам затоа што има многу луѓе кои што за прв пат ги гледаат нашите видеа. Значи 200 неделната средна вредност претходно во 2017 година на два пати представуваше дно на цената, како и допир до 300 неделната средна вредност, и во 2013 година исто така ни представуваше дно, односно од допирот на 200 неделна средна вредност почна движењето на цената на биткоин нагоре. Значи тоа е само момент да се вратиме точно наназад. Значи гледате и сами, црвената линија е 200 неделна средна вредност, која што по незиното допирање во 2013 година го добивме фактички дното на цената на биткоин. Сега ги се вратиме повторно назад. Значи, ова е околу самите средни вредности на биткоин, односно 4MA индикаторот, со тоа што значи, моментално покажа буквално оно што го кажеме дека 200 неделната, односно во оваа ситуација дури да имаме допир до 300 неделната средна вредност, би представувал на некој начин дно на овој bear market, со тоа што нели можеме да добиеме дополнителна капитулација, но веруваме дека тоа би било само допир на 300 неделната средна вредност, затоа што значи веруваме дека има многу луѓе кои што чекаат на тоа цената да дојде барем да допре до 300 неделната средна вредност, со тоа што колку повеќе луѓето чекаат, тоа значи дека се спремни да купат на оваа вредност и затоа веруваме дека ќе има масивен влез на капитал на биткоин во моментот кога ќе стаса до 300 неделна средна вредност. Можеме исто така битна работа е да го видиме MACD, до сега не го спомнавме. Значи MACD во оваа ситуација можеме да видиме дека се наоѓа на апсолутно дно. Значи конечно имаме вртење на сигналната и базичната линија на MACD, со тоа што истите се наоѓаат на вредност од 2,4 и 4,6. Со тоа што гледате дека неколку пати може, значи тоа што имаме конечно вртење на сигналната и базичната линија нагоре, тоа не значи дека веднаш ќе трне нагоре. Многу често гледаме дека имаме испреплетување, што значи дека може тоа да се сврти и наназад. Но MACD на неделно ниво пак е, иако е лагирачки индикатор, самиот посеб, извинете, ова е 100 KRS и MACD. Го реализираме 100 KRS. MACD е во комплетен пат, но конечно добивме бел столб, кој што ни покажува дека имаме промена во движењето на заоблување, односно во движењето на MACD, на овие на колумните, на столбовите, со тоа што, значи, иако го добивме овој бел столб, потребно ни е барем уште неколку за да видиме и заоблување во сигналната и базичната линија, што се уште се многу раздалечени една од друга, за да можеме да кажеме дека конечно имаме заоблување на цената на биткоин, затоа и верувам дека се уште не сме допрени до дното, затоа и например само 1/4, нели, откако почнавме да го апдейтираме нашето портфолио, само 1/4 од кеш и стейблкоини ги внесовме во криптовалутите, затоа што гледате дека се уште многу од овие макроиндикатори ни покажуваат дека сме далеку од дно, затоа што можна е уште една подлабока капитулација пред да допреме до дното. Со тоа што би сакал да ви покажам уште значи еден од индикаторите за кој што разговараме за дно. Моментално нема да ги отворам повторно истите, затоа што се горе-доле оприлика јасни, ви се јасни. Значи гледате, во претходниот период разговараме дека ни е потребна на хајке наши свеќите да се појави свеќа со неодлучно тело, каде што имаме поголеми сенки на долната и горната страна од самото тело, каде што би покажало дека има потенцијал за промена на трендот. Гледаме дека се уште сме далеко од тоа, значи сите овие свеќи се уште се движат исклучиво надоле, со сенки надолу. Значи, кога ќе дојдеме до барем една ваква свеќа, која што има начин да даде промена во следната, ќе разговараме за промена на трендот, каде што се уште тоа не е случај, дури и со хајке наши свеќите. Значи, се сеќавате оно што го разговаравме. Потребни се хајке наши свеќите да се свртат, потребно е да имаме барем допир до 300 неделна средна вредност, иако нели и 200 можеше да биде дно, но тоа не се случи, со оглед на фактот дека криптопазарот прв пат се соочува со масовна инфлација, со војна, со рецесија во поголемиот дел од светот, со потенцијален глад кој што може да дојде на есен, значи во поголемиот дел од светот, посебно во трето, за жал така ги нарекуваат третосветските земји,
земите од третиот свет, извинете, и дополнително на сето тоа можно е враќање на пандемијата која што веќе го најавуваат. Значи ова се работи со кој што Биткоин досега не се сретнал во една масовна, како да кажам, негативна слика, затоа и ова е она што го гледаме моментално на пазарот, односно имаме голема несигурност, луѓето не сакаат да инвестираат во криптосферата, што е позитивно за нас, затоа што значи доколку сега моментално финансирате кога никој не сака тоа да го направи, е позитивно за вас. Оно што постојано ви го кажувам, иако ова не е финансиски совет, значи тоа е ние како гледаме на работите, затоа и поради овие 4 фактори кои што ви ги направи, 4 или 5 фактори кои што ви ги кажав, значи криптопазарот кој што прв пат се соочува со нив, веруваме дека е можно подлабока капитулација, барем до 300 неделна средна вредност, кога повторно ќе внесеме голем дел од нашето портфолио. Нормално секое масовно купување од нашето портфолио ќе го апдейтираме со портфолио апдейт, за тоа што сме купиле, кога и зошто сме купиле баш такви криптовалути. Значи тоа е во однос на 4MA, нели? Да не забораваме, разговаравме и за инфлацијата сама по себе, која што се уште не е апдейтирана, значи чекаме овој месец истата да биде апдейтирана и да видиме дали ќе имаме нагорно движење на истата, значи моментално 8,6. Тоа е се уште истиот индекс од мај, значи мораме да поминеме барем неколку барем 2 недели во следниот месец, значи во јули, за да добиеме резултати за јуни, пред истата да ја споредиме повторно во однос на фактор за тоа дали сме негде блиску до дното. Значи, кога ќе добиеме заоблување на индексот на инфлацијата, сеќавате го спомнавме во претходните видеа, значи, кога ќе добиеме конечно заоблување на индексот на инфлацијата надолу, од овие 8,6, може би повисоко ќе оди, ќе видиме, тогаш ќе можеме исто така да разговараме за потенцијално стабилизирање на пазарите и придвижување на истите нагоре. Гледаме дека инфлацијата моментално, значи мораме да видиме кој ќе биде следниот апдейт, односно да видиме каква би била инфлацијата за месец јуни. Да се вратиме на самиот биткоин чарт. Значи тоа е уште еден фактор кој што мораме да разгледаме. Сега нели, да не ги враќаме повторно, нема поента да го правиме до секоја недела, ќе го правиме кога стварно ќе има некаква промена, само на брзинка мораме да ги спомнеме истите за да знаете дека се уште сме во тек и ги следиме, посебно за оние кои што нели за прв пат се приклучуваат на самиот канал. Значи на дневно ниво нема логика да анализираме, затоа што веќе ги анализиравме во претходниот чарт. Во 4MA чартот ние е побитно да анализираме на неделно ниво, каде што 4MA се многу побитни, односно сега моментално не сетирани за bear и bull market. Кога ќе завршиме со bear market, ќе ги сетираме за, да речеме, тргување на пократок временски период. Тоа може да го погледнете во нашите едукациони видеа во однос на 4MAs, како такви, може да го најдете во првиот курс. Сега, на логаритмичкиот чарт сакам да ви покажам само каде се наоѓаме во однос на оној канал кој што ни го покажа еден од нашите членови, кој што искрено јас го нема видено до сега. Значи не во ова на некој начин баш точна фаза која што го нашол и самиот член. Значи еве ќе исклучиме моментално индикаторите да видиме каде се наоѓаме на самиот индикатор, значи на оваа формација. Значи како што може да видите, овој канал буквално ни покажува 3 бул рана кои што се уште се движат во истиот канал, со тоа што еве го bear market од 2013, bear market од 2017, моментално се наоѓаме скоро на долната страна на овој канал, кој што да го споредиме, можеме да видиме дека исто, а гледате колку добро значи се согласува со самите резултати на bear и bull маркетите, со тоа што доколку нели цената продолжи се движи надолу, можеме да видиме дека овој канал самиот по себе ни представува, значи затоа што цената нема да падне директно надолу, тоа е мала веројатност, и да се случи, гледате, веројатноста е 15.659, така, во следната свеќа. А тоа е оној таргет кој што ви го дадовме и со онаа формација на bear flag, како и со дополнителни индикатори кои што ви ги покажаме во претходното видео, во ова видео, во претходниот дел. Значи, сега ќе ги вратиме и индикаторите. Значи, гледате, она е тоа што ви го кажувам дека многу од овие индикатори ни покажуваат што ќе се случи, но мораме да почекаме затоа што потребно е време за истите да делуваат кога станува збор за неделен чарт каде што една свеќа е една недела. Значи, гледате дека ова би кореспондирало и со понатамошниот раст на 300 неделната средна вредност, доколку истиот падне надолу до долната граница на овој канал, со тоа што рековме дека потребно ни е овој индикатор ни е посебно потребен во однос на определување кога е паметно да се купи, а кога е паметно да се продаде, со тоа што
немавме допирање на зелените линии, каде што нели беше масовно најдобриот момент за продавање, затоа и ние останавме со дел од нашето портфолио непродадено, тоа веќе неколку пати го спомнавме во нашите видеа. Значи, ова е само за да видите на логоритмички приказ каде се наоѓаме и во овој канал, што јас верувам дека е доста битен. И моментално да погледнеме и што се случува со Гозискиот канал. Значи, на самиот Гозиски канал на неделна вредност можеме да видиме дека се наоѓаме во апсолутен бер маркет, со тоа што да не се враќаме наназад. Се сеќавате, разговаравме дека во претходните два булрана, од моментот кога Гозискиот канал се претвора во црвено, односно во бер маркет, потребни се барем 4 до 5 свеќи за да допреме до дното, каде што веќе имаме 6-та свеќа, со тоа што или ова е дното, или ќе добиеме уште една свеќа која што ќе кореспондира со оваа сенка на оваа свеќа, за да допреме до апсолутно дно. Можно и оваа последна свеќа во практично оваа недела да биде дното на самиот бер маркет, ќе видиме дали тоа ќе се случи. Гледаме дека нели маркет циферот ни покажува зелена точка, но тоа нели треба да видиме дали ќе се реализира до крајот на неделава. Со оглед на фактот дека повторно имаме лоши вести што доаѓаат постојано. Кореспондентно на она што го разговаравме досега со она корекција нагоре на цената е и самиот Fear and Greed индекс, кој што вчера беше 19, денес е 18, што е добра вредност со оглед на фактот дека минималните вредности во одреден бер маркет се едноцифрени, а тоа веќе го добивме во претходниот месец, значи дојдевме до 6 и 5 вредност. Со тоа што сакам да напоменам, значи веќе го земеме периодот на бер маркет во 2018 средината до 2020 година. Значи доколку го погледнеме на вредностите на Fear and Greed индексот, значи гледаме дека оној апсолутен пат во кон крајот на 2018 година донесе буквално до оно што и сега го видовме, значи едноцифрен број на Fear and Greed индексот. Со тоа што имавме, значи во средината на бер маркетот имавме практично bull trap, односно имаше движење на цената нагоре, каде што стаса до солиден индекс од 84 и повторно враќање во вториот дел, односно оној втор пад на цената во 2019-2020 година до едноцифрени вредности. Затоа и сакам да напоменам дека иако имаме моментално солидна корекција нагоре, тоа не значи дека нема да се вратиме повторно надолу, затоа што имаме, ако го погледавте видеото вчера во однос на тоа кои се циклусите и колку недели, практично или месеци би требало да очекуваме да трае еден bear и bull маркет, значи таму беше буквално објаснено тоа што се бидам сега да ви го кажам. Значи ние иако сме длабоко во bear маркетот, значи можеби сме одопрали и дното, ние сме сепак на самиот старт од bear маркетот. Ова е најдобар момент за акумулација затоа што моментално цените ќе бидат најниски. Но тоа не го менува фактот дека bear маркетот сам по себе ќе има движење на цената нагоре, но ќе има и нивни капитулации. Поентата е дека генерално трендот се движи надолу и затоа мораме да се прилагодиме на тоа дека иако имаме корекција на цената нагоре, заедно со Fear and Greed индексот, истата во секој момент може да се струполи надолу со било која негативна вест, тоа не го заборавајте. Еве да ви покажам дека и традиционалните маркети се во корелација со крипто. Значи повторно сме во Extreme Fear. Гледате, значи се вратиме во Fear, претходната недела 25 до моментално повторно Extreme Fear од 24, значи на самата граница. Сега CBBI. Ова е еден од оние кои што мене например многу ми се допаѓа, затоа што е, како што рековме, склоп од 10 различни индикатори, каде што конечно дојдовме до едноцифрена вредност. Значи во претходните два бер маркети дното било образено дури до вредност од 2, 3, значи гледате во 2014 година 15 е 2, а во 2018 година е 3. Со тоа што моментално се наоѓаме на вредност од 9. Значи се приближуваме до она апсолутно дно. Затоа и реков дека можеби се уште имаме барем уште еден мал дел во кој што може цена да се придвижи надоле, а со тоа и да дојдеме до овие минимални вредности едноцифрени на CBBI индексот. Значи ова е уште еден индикатор кој што може да ни помогне генерално да видиме зашто станува збор на криптомаркетот и дека се наоѓаме блиску до дното, но се уште не на самото дно. Разговаравме и за сентиментот, значи сентимент тоа е фактички колку самиот биткоин и криптопазарот се користени, односно како фрази во search engine-ите на најголемите, да речам,
учесници на пазарот на интернет, како што се Reddit, Twitter и генерално колку што истиот се бара на интернет, Bitcoin Talk, значи ова е колку самиот Bitcoin е комунициран, односно колку имаме статии за него, колку луѓето разговараат на било каков тип на пребарувачи и слично, со тоа што, ако се сеќавате, претходната недела беше на минимална вредност од 0,02, со тоа што вредноста моментално се качи до 0,12, што е добри 6 пати повеќе, со тоа што ова е ништо во однос на фактот дека кога станува збор за full bull run, цената е, овој индикатор е скоро до 1, значи од 0 до 1 е фактички индикаторот, ако не сте го гледале претходното видео, каде што 0 представува апсолутен bear market и никој не е заинтересиран за ова добро, а 1 представува апсолутен bull market, каде што сите сакаат да купат од ова магична, како да кажам, магична залиха на биткоин и слично. Значи се уште се наоѓаме длабоко во bear market и самиот сентимент ни покажува каде што имаме минимална и заинтересираност на луѓето да купат или да научат за ова добро. Сега, значи го земав крипто паник, како што ви го спомнав и претходно. Истиот е многу добар агрегатор во однос на значи вести во било кој крипто проект, со тоа што значи оваа ситуација ќе запишеме BTC на search барот, каде што ќе го одбереме биткоин и ќе ставиме овде да ни најде кои се најбитните, нели, ход, уствари кои се најбитните и најгледани вести моментално од биткоин сферата. Значи, ова го земав само за да ви покажам колку е мала заинтересираност, значи може директно да го видите тоа, и колку се небитни вестите кои што потекнуваат моментално од крипто пазарот. Значи, иако пишеме биткоин, нас ни даде прво вест за Cardano, која што воопште не ни е битна, нели, но поентата е што меѓусебни критикувања помеѓу Cardano и биткоин. Значи, најголемото повлекување на средства од биткоин во јуни, нели, она што е моментална анализа на самиот блокчейн. Хакери украле нешто 2 билиона, што воопште не е битно за биткоин. Ова се стандардни анализи, односно што покажуваат за овие 4 или 5 проекти. Тоа е за мајнерите на биткоин, дека конечно прават повеќе пари од мајнерите на Ethereum, значи ова е само флип, практично ова е моментална ситуација, тоа нешто ќе продолжи. Повторно, Cardano, Testnet, што не е никако поврзано со биткоин, Турција планира да го не да го усвои, но практично да го користи биткоин заради инфлацијата кај нив дома. Повторно Cardano, значи гледате, немаме званични вести, немаме ништо што навистина би го забрзало овој маркет. Значи, она е тоа што ви го кажувам постојано. Колку и да е добро, одредено добро, значи тоа не значи дека исто да ќе биде и популарно во секое време. Со тоа што, значи, потребни се овие циклуси да дојдат до собствениот момент кога конечно цената ќе продолжи да се движи нагоре повторно, но за тоа да се случи потребно е да поминеме преку овој bear market. Затоа и го отвори самиот агрегатор за да видите дека и самите вести се толку небитни моментално, што и да направите нема да ви помогне со оглед на фактот дека може да добиете некој минимален профит со ризик, затоа што гледаме дека и сите вести се негативни во однос на самиот пазар. Значи, сето тоа дополнително значи дека ќе се наоѓаме во оваа ситуација уште во неодредено време, со тоа што ова мора да го разберете како потенцијален, значи, добар момент за вас да навлезете во криптосферата како со едукација, така и со финансирање за својата иднина нормално. Ова е повторно, не е финансиски совет, ова е само мое мислење дека многу од луѓето, она што го разговараме вчера во психолошките циклуси, не разбираат дека и да не се наоѓаме на апсолутно дно и да имаме уште не знам 5000 до 15000 да дојдеме до апсолутно дно, тоа не го менува фактот дека кога ќе дое следниот халвин циклус, се тоа ќе се придвижи нагоре и ќе заборавиме на тоа колку било страшно да се купи на 20.000, но ќе разговараме како ни е криво што не сме купиле, а има луѓе кои што ни кажуваат дека е паметно со оглед на фактот дека биткоин халвингот е неменлив, истиот постојано ќе најавува и ќе катапултира булрани во new all-time highs. Затоа, значи, мене ако ме прашувате, сега моментално трговија на кратко рок, да не отварам ликвидација страната да видите што се случува, што тоа е катастрофа.
Значи, не се обидувате да го предвидите дното и да правите леверидж, затоа што тоа може само да вроди со лош плод, со оглед на фактот дека моментално китовите нема начин како да прават профит, освен буквално да ве ликвидираат. Значи, они гледаат кога имаме повеќе на едната страна, на шортс или лонгс, да ја практично ликвидираат, со тоа што поставуваат обратна позиција од вас и ќе ви го земат вашето крипто едноставно. Затоа е многу паметно да се остане моментално до ситуација да се прави DCA, како што тоа постојано го пропагираме на нашиот канал. Значи DCA ви дозволува и цената да продолжи да паѓа надоле, вие да имате изложување на ваков тип на ниска цена, а при тоа да не вложите се, значи да имате дополнително настана кеш или стейблкоини кои што може во било кое време да ги внесете доколку имаме дополнителен пад. Затоа и треба да го поделите да вашето портфолио како и нас и да внесувате дел по дел во однос на новиот пазар. Со тоа би сакал да го завршам ово видео денес, иако беше малку долго, знаете дека биткоин најчесто секогаш е таков тип на видео, едноставно не може пократко, станува збор за многу индикатори кои што мораме да ги поминеме за да видиме точно каде се наоѓаме и да ви го покажеме тоа аргументирано, да не биде само затоа што ние така мислиме, многу од луѓето го прават тоа. Значи ние ви кажуваме дека ова ќе се случи затоа што ние така мислиме. Со тоа повторно ќе ве замолам, значи било каков тип на репродукција, значи станува збор за шерување, поделување на нашиот материјал е добре дојден. Значи овде сме да одговараме на вашите прашања. Сето оно што ви интересира, нормално поставете го на нашите видеа, ќе ви одговориме и ви благодарам уште еднаш за целата поддршка. Останете до, практично со нашиот канал ќе имаме следни видеа, работиме се да имаме поддршка од вас и ви благодарам уште еднаш на вниманието од тимот на CryptoGamingG.